CX-90 е поставен на нова платформа и тој е најсилниот сериски модел кого Mazda го имала во сериското производство. Во спротивност на трендовскиот 7 го задвижува бензински 3,3 литерен турбобензински мотор со 6 цилиндри поставени во линија, кој своето деби го имаше лани во моделот CX-60, но за оваа прилика значајно е засилен, чија моќност достигна до 340 коњи и погон на сите тркала. Заслужен за постигнување на таа сила е и електромоторот помеѓу бензинскиот агрегат и менувачот, склоп што го класифицира како умерен хибрид. Во понудата е вклучена и верзијата со приклучен хибрид, која овозможува автономија со нулта емисија до 50 км. Таа е опремена исто така со бензински мотор од генерацијата Sky Active од 2,5 литри, впарен со електромотор, чија системска сила од 323 коњи се дистрибуира на сите тркала. Движењето на струја го обезбедува батеријата со капацитет од 17,8 киловат-часови. Двете изведби се опремени со 8-степен автоматски менувач. Производителот тврди дека во најголемиот модел на куќата има доволно спортски зачини и дека возењето потсетува како да сте во најпродаваниот кабриолет на светот, двоседот Mazda MX-5. Тоа не се должи само на надолжно поставениот бензински мотор, туку и вградување на Kinematic Posture Control, систем што дебитираше во малата Miata, задолжен за подобра контрола над возилото, особено при возење низ фиоци. Тој функционира со контролирано активирање на сопирачките на тркалата што се во внатрешната страна на свијакот, исто како што функционира ESP-то, со што се спречува или намалува наклонувањето на каросеријата, а со тоа се зголемува управливоста. Она што ќе ги израдува идните купувачи е одстапувањето од неколку застарени решенија на опремувањето на интериерот. Сега Mazda располага со дигитален инструмент панел, чија големина зависи од нивото на опременост, додека централниот дисплеј има 12,3 инчи, а не се изоставени ниту сензорските прекинувачи. Сепак CX-90 е означен како изведба за моделската 2024 година, што најавува дека неговата комерцијализација ќе започне од втората половина на годинава. Тоа и го објаснува отсуството на темелни информации за перформансите и пакетите на опременост. Mazda уште се нема изјаснето дали и кога CX-90 ќе го преплива Атлантикот, па дури ги нема објавено прелиминарните цени. За сето ова да го дознаеме ќе треба да бидеме трпеливи барем до летните месеци.